Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте со слика во спортскиот центар Кале во Скопје, во малата сала на овој рекреативен центар. Во продолжение ќе можеме да го следиме финалниот меч во машкиот кошаркарски шампионат во јуниорска конкуренција. Ова се кошаркари родени 1999-та и помлади или М18 популарно наречена, дуел во кој за титулата ќе се борат работнички и условно екипата на Вардар, која практично игра на свој терен, но во денешниот надпревар ќе има улогата на гости. Токму вардарци ги гледате во кадрот, тие денеска ќе играат во бели дресови, гостите од градски парк работнички, предводени од тренерот Горан Ѓоргиевски, ќе настапуваат во црвена комбинација. Ке проговориме и во текот, односно пред самиот старт на мечот, и на кој начин овие два тима дојдоа во ситуација да се борат за трофеот, со оглед на тоа дека судијата Мицевски заедно со Миловиќ и Феревски означија старт на мечот со химната на Република Македонија. Иако капацитетот не е повеќе од 400-500 места, верувајте ми, сега колку ќе може да доловиме на трибините, со оглед на тоа дека ние се наоѓаме на централниот дел од трибината, салата е исполнета до последното место. Говорев и во текот на вчерашниот пренос дека овие надпревари во младинска конкуренција имаат, според мене, е многу поголема посетеност отколку сениорските мечеви во прволигашката конкуренција, на што може прволигачите да им завидат на некој начин. А зошто е тоа така? Прашање треба да се постават пред себе, рекол раководните луѓе на прволигашките екипи. Македонија сака да гледа свој потенцијали, Македонија има своји спортисти. Тоа денеска најубаво се потврди дека народот го сака спортот при оној дошек на новите европски ракометни шампиони, екипата на ракометниот клуб Вардар, која на величествен начин беше дочекана при враќањето од Германија, каде пред неколку дена го освои шампионскиот трон. Но за тоа и во текот на целата година говориме во оние наши емисии во спортското студио пред се на Сигнал 3 телевизија, дека мора да се инвестира, да се вложува многу во младите категории. Државата создаде одредени услови со градењето на спортските објекти, со новиот закон за финансирање во спортот. Сега на потеке бизнис заедницата и оние кои го сакаат спортот да вложуваат во овие млади момчиња. Не само во кошарката, туку воопшто во сите спортови. Да се навратиме ние на она што ни престои. Како овие два тима стигна до големото финале. Во првиот дел од првенството 30 екипи беа поделени во 4 групи. Во дел од нив беа одиграни по 12, во дел по 14 кола. Работнички се најде во А групата, го освои првото место со само еден единствен пораз пред Шкупи и МЦТ Скопје Аеродром, кој пред овој меч го одигра дуелот за третото место. Победи аеродромци со 83-74 и на крајот беа третокласирани. Вардарци пак игра во првата фаза во А4 групата со 2 пораза, беа првокласирани пред екипата на Феникс, која важеше за фаворит во оваа годишна возраст, но составот на Феникс беше елиминиран во четвртфиналето со 2-1 во победи од МЦТ Скопје Аеродром.
Во продолжението, односно во вториот дел, беа формирани нови групи и таму одново Вардар и Работнички ги освоја првите позиции за да стигнат до четвртфиналната фаза. Во неа Вардар во 2 наврати беше подобар од гостивар, а Работнички во 2 меча чисто со 2-0 во победи го елиминира Пинк Пантери. Вчера екипата на Работнички славеше убедлива победа со дури 38 поени разлика во дуелот против градскиот ривал МЗТ Скопје Аеродром. 98-60 беше конечниот резултат, а во второто полуфинале, кој имавте можност да го следите на фреквенцијата на Сител 3, Вардар во интересен меч исполнет со пресврти го победи Шкупи со 88-80. Токму затоа избраниците на Горан Георгиевски, тренерот на Работнички, и на другата страна 26 годишниот Никола Велев на кормилото на Вардар, еве ги на стартот на финалето во јуниорска конкуренција играчи, подсетувам, до 18 години или практично родени 1999-та и помлади. Од воведните информации, накратко само тројца наши интернационалци со фибини знак ќе ја делат правдата на овој меч. Тоа се Маријан Мисевски, Александар Милоевич и Алија Феревски. Ова е само вториот во низата директни преноси кои спортската програма на Сител телевизија ќе ги емитува на фреквенцијата на Сител 3. Веќе утре продолжуваме со Final Four турнирот во категоријата помлади пионери. Оние до 14 годишна возраст. Значи, тие надпревари ќе се играат во спортскиот центар Јане Сандански, во малата сала на Јане Сандански, во истите термини 17:30 и 20 часот. Ќе проговориме и за полуфиналистите во таа конкуренција, ќе проговориме и за полуфиналистите или 4 тима кои ќе се борат за титулата во конкуренцијата М16 или до 16 годишна возраст. Ова беше првиот одит за 3 поени на денешниот надпревар. Анастасов Марко не успева да реализира. Работнички има водство 2-0 откако Андреј Јордановски го реализира претходниот напад. 2 напади не успеваат домаќините да победат. За разлика од вчерашниот меч, денеска дел од играчите во составот на Вардар се со види изменети бројки, значи со други дресови, други бројки настапуваат. Се поднаспеав малку, некој ќе рече, подсетува на бугарски кош, нели, но во секој случај се број, те потребна е среќата да им даде кураж, мотив повеќе на овие млади момци. Имаше фантастична партија на вчерашниот меч, петката центарот на Вардар, Иван Волкановски, највисокиот играч во овата состави со 205 см. Опреѓанецот Волкановски вчера реализира 6, има дабл учинок. Многу брзо, многу рано, понецели 2 минути. Тренерот на Вардар, Велев, бара тайм-аут, бидејќи неговата екипа веќе губи со 6:0. Не сака да дозволи уште на самиот старт Работнички да се улепи, бидејќи велам важи за фаворит во овој меч. Во текот на сезоната, пред почетокот на сезоната, Работнички и Феникс 2010 се издвојува како главни претенденти за шампионскиот трофеј, но Фениксите беа присенjeni на некој начин од МЗТ Скопје Аеродром. Аеродромци во четвртфиналната рунда, иако губеа со 1-0, потоа врзаа 2 триумфи во низа во решавачкиот меч на гостински терен и заслужено би рекол се најдоа во Final Four конкуренцијата, а Фениксоси им останува само да жалат што ги нема меѓу 4-те, па што ги нема ниту пак во овој финален меч, каде реално за оние кои ја следат континуирано младинската кошарка, требаше да биде тој дуел против Работнички за шампионскиот трофеј, но еве
Вардар ја има таа можност, ќе искористили колективот кој минатата седмица славеше 75 години од своето постоење. Останува да видиме. Нова грешка на домакините, поените ќе важат, има и дополнително слободно фрлање. Дамјан Крстевски, откако ја загуби топката, прави лична грешка во ситуација, односно се извинам. Со број 8 Ѓорги Милошевски прави лична грешка во ситуација кога Марко Анастасов реализира поени, ако има можност да стигне и до својот пети кош. Вчера му не се суваше само еден скок во дуелот против Шкупи да заврши со дабл-дабл учинок. 9-0 води Работнички по 2 минути и 15 секунди игра. Го очекуваме првиот кош за вардарци. Имаше одлична партија вчера Филип Ѓоровски, кој промаши пред малку, но поради 4 лични грешки беше повлечен на клупа. Темелковски изблокиран од Волкановски, сега има лична грешка. 20 кошаркари на Работнички крај на рака, само да видиме кому ќе му биде пишена. 14 покажува Феревски, тоа е Марко Анастасов. Играше во ФНП минатата година, 14-ката на Работнички, Марко Анастасов беше во Белградска Црвена звезда, а оттаму дојде во Работнички, инаку член на репрезентацијата до 16 години минатата година, а сега е репрезентативец до 18 години. Еве обид за 3, без реализација од Роберт Стојанов. И вчера имаше лош ден, кога во прашање се ударите за линијата 6.75, кошаркарот кој доаѓа од македонска Каменица, Стојанов, вчера не реализира ниту еден од 4 удари за 3 поени. Ова е втор обид и успешен за првпат на вечерашниот меч кај Работнички, први поени за Андреја Делоски. Веќе убедлива предност, 12-0, четврта минута од надпреварот. Вчера ги декласира Аеродромци со безмалку 40 разлика. Ке се случили така нешто и во финалето против Вардар. Говорам за избраниците на Горан Ѓоргиевски. Нема тројка, но нема ни дефансивен скок. Темелковски се избори за нов напад за својата екипа. Интересно, 34 годишниот Горан Ѓоргиевски, кој е на клупата на Работнички, е актуелен селектор на репрезентацијата до 16 години. Практично оној кој е на клупата на Вардар, улога на асистент, советник, а тоа е Ѓорги Кочов, е актуелен селектор на оваа годишна возраст која следиме до 18 години. Стојанов вади чиста ситуација за 3, нема тројка. Се обиде Монев, вчера реализира 6 тројки Монев од 11 упатени удари. Има проблеми Ѓоревски со контролата на топката. Успеа да изнајде лична грешка и тоа за 2 слободни фрлања во Феревски. Мислам дека е тоа број 15, така е. Славчо Темелковски. Од оваа сезона е член на Работнички. Долани играше во екипата на плеймејкери од центар. Инаку Славчо Темелковски е син на некогашниот председател на Македонската кошаркарска федерација Зоре Темелковски и потенцијален репрезентативец до 18 години, иако нема ни полни 17, роден е 2000-та година. Двете слободни фрлања Ѓоровски не успева да ги реализира и натаму Вардар е на 0, но успева Ѓоровски да укради топка и да му возможни нов напад на својот тим. Стојанов. Темелковски прибира. Ке биде тоа интересен дуел. 15-ката Темелковски во црвен дрес, на спротивната страна петката Иван Волкановски. Ке гледам интересни дуели и на бековските позиции.
особено четворката Андреј Јордановски, кој беше доскорашен член на Вардар, потекнува од школата на Феникс 2010-та. Кошаркарот со број 4 кај Работнички, а реков по 2 или 3, сега точно не ме земете за збор, но 2 сезони минати во Вардар, сега го носи дресот на Работнички и ова беше токму негов обид за 3 поени, неуспешен. 1-4 Работнички, 0-2 Вардар, но на семафорот вели 12-0 за Работнички. Темелковски, нова лична грешка, втора. Ке мора да реагира тренерот на Работнички, Ѓоргиевски, со број 12, Антонио Ѓоргиевски ќе влезе во игра на местото на Темелковски, кој е прв избор на центарската позиција. Одлично момче. Имав можност изминативе 2-3 сезони да го следам во конкуренцијата 2000-та. Имаше забележителни настапи во екипата на Плеймейкер. Но добро во одбраната поставен Ѓоргиевски. Еве брза контра која треба да биде реализирана и така е. Со број 8 Крстевски први поени. (14:0). И по овото обид на Ѓоревски останува тој резултат. А бога ми ќе биде изголемен со првите поени на Антонио Ѓоргиевски. 16:0. Само што започна седмата минута. Доминантно, нема што. И еве ги првите поени за домакините. Филип Ѓоревски. По 6,5 минути, 7,5 минути, 6,5 минути простете игра, вардарци го постигнуваат првиот кош. Крстевски под притисок, обе да ги сменат играчите. Крстевски беше против повисокиот Волкановски, не се реши да оди на пенетрација, навлез во рекетот и мислам дека греши. Во една таква ситуација треба да се искористи, особено кога говориме во ситуација на така наречен мисмеч или кога доаѓаат пониските играчи горе надвор од 6,75 да бидат чувани од повисоките. Мора во таква ситуација пониските побрзи играчи да се обидат со влез да го минат повисокиот кошаркар, нешто што е дел од основата на кошарката. Деловски се враќа во игра и за прв пат со број 11, односно Шопов со број 9 и со број 11 Јоан Божиновски. Член на репрезентацијата до 18 години, која минатото лето играше на Европскиот шампионат во Софија, Бугарија. Еве го Јоан. Има потенцијал ова момче, посебно ако влезе во серија на прецизни шутеви. Тежок е да се чува, бидејќи е леворак шутер. И добро работи, бидејќи во одбраната. Догледате во кадрот Јоан Божиновски. Тој е најмладиот во составот на Вардар, роден на 19 април 2000-та. Значи пред речиси 2 месеци наполни 17 години. Игра со генерација постари. Еве го Божиновски уште еднаш. 1-1. Божиновски ќе оди до крај, изнудува лична грешка за 2 слободни фрлања. Не број 12, туку број 8. Е фаулот. Покажува Феревски. И Работнички е веќе во бонус.
но и без тоа Божиновски ќе има можност да ги впише првите поени во финалниот меч. Се случува. Какво е топло во салата, воопшто не ме изненадува. Еве, забележувате и самите, Александар Милоевич ќе избрише топката. Пеколно е во салата, во спортскиот центар Кале. Останува 16-12. Не се решава да бие за 3. Милошевич кој беше уфрлен во игра. Кристијан Милошевич пред 2 години дојде од тимот на Квиско баскет. Јордановски до крај. Одлично решение на Андреј Јордановски. Шести кош. 18-2. 100 секунди до крајот на првиот период кој вардарци ќе сакат и тоа како брзо да го заборават. Веќе повара тајм-аут Вардаровиот тренер. За Ѓорги Милошевски тоа треба да биде втора лична грешка, а тајм-аут бара тренерот на Вардар, Горан Ѓоргиевски. Реков, тој е актуелен селектор на репрезентацијата до 16 години и веќе 10 години. Некогашен кошаркар, се занимава со тренерската функција, започна кариерата тренерска во Центар, во Однијански Лисици, во Односанс. Последните 4 години во работнички. Под раководство на македонската кошаркарска легенда Тодор Гечевски. Велам, под координација на македонската кошаркарска легенда Тодор Гечевски, кој го гледате во кадарот, кој има функцијата на спортски директор во младинските категории на работнички во друштво со уште една голема легенда, Владо Илиевски со неговиот син, а веднаш крајнев и Мирко Петрески, селекторот на младинската репрезентација на Македонија до 20 години, која практично денеска ги стартуваше подготовките за предстојниот настап на Европското првенство во Родеа, Романија. Токму младинците ќе бидат првата од 9 репрезентации која летово има своји настапи на Еврошампионатите. Се разбира, шлагот ќе го имат сениорите во мундијалските предквалификации. Јордановски. Овид за 3, прв обрач, кратко. Марко Анастасов, тоа е негово второ промашување за линијата 6.75. Еве ги првите помени на Данило Монев. Вчера имаше 18 коша, еден помалку од Ѓорги Милошевски. Данило Монев особено брилјантен беше во второто полувреме од дуелот од полуфиналето против Шкупи. Јордановски. Ова е нов обид од голема далечина, безуспешен, затоа во непосредна близина од кошот Анастасов, негов 7ми поен. Тој е најефикасен во досегашниот текот на преворот. 24. Измина времето од 24 секунди, но и времето од 10 минути во првиот период, во кој тимот од Градски парк, јуниорите на работнички,
отворија фантастично, до 7-та минута има 16-0, а на противникот му дозволија да постигне само 4 коша за една четвртина. Уште една добра потврда дека во 99%, ако сакате, од случаите, одбраната е она која го добива мечот, да се принуди противникот на само 4 поени за 10 минути. Тоа е фантастична игра во одбраната. Ајде зона и што предстои утре и задутре во малата сала на спортскиот центар Јане Сандански. Финале за помлади пионери до 14 години. МЗТ Скопје аеродром против Партизан Водно Санс во првиот надпревар кој ќе започне од 17:30. Од 20 часот Феникс Индустрии против Вардар во полуфиналето. Во истите термини 17:30 и 20 часот в четврток ќе се играат дуелите за пласман за третото место и финалето. А истите термини се предвидени за мечевите во конкуренцијата до 16 години, кои на програмата се во петок и сабота во оваа сала, од каде го следиме овој директен пренос. Во првиот полуфинален меч Феникс против Партизан. Втората екипа е тоа на Партизан, родени играчи 2002 година, бидејќи првата, родени 2001, ќе играат во второто полуфинале од 20 часот против Вардар. Старт на вториот период. Со нова загубена топка за вардарци. Интересно. Ова е само трета загубена топка, вели статистиката. Но шут од поле очен, 2 од 15, само 13% реализација. Затоа и на семафорот, на каеронот, на вашите екрани стојат само оние 4 поени по 9,5 минути, односно 11,5 минути игра во овој финален меч. Јордановски чина дека беше тоа isфорсирано, обид за 3. А еве првата тројка на спротивната страна. Први поени за Ѓорги Милошевски. Јордановски не се решава да бие за 3. Добро движење имаше топката и мислам дека многу побрзо требаше да нападне со број 8. Тоа е Крстевски, изнудува лична грешка од Филип Ѓоревски. Под притисок на времето мораше да се шутира. Јордановски со задршка, одлично одиграно од Јордановски, откако Андреа Деловски не успеа да реализира тројка, останува на она една во првата четвртина. 22-7. 15 поени предност. Ова е краток шут, се виде и сега наместо да се оди до крај, Филип Ѓоревски се реши за подавање, но и грешка е тоа. Роберт Стојанов. И вчера беше стартер, имаше одлична минутажа на вчерашниот полуфинален меч Стојанов, но реализира само 3 поени, а и денеска е далеку од репрезентативна форма. Со оглед на тоа, дека Стојанов е на поширокиот список на играчи до 18 години, значи во оваа годишна возраст.
беше донесен од македонска каменица како голем потенцијал. Но треба да не увери во надпреварите во кои се решава титулата. Оние незначајните во сезоната. И сега две тројки поред нереализирани. Има два офанзивни скокови, но не ги искористија играчите на Работнички. Останува 24-9. Нема тројка, нито Јовик на Милошевски, но грешат играчите на Работнички. Стојанов. Сега во немоќ прави лична грешка. Има двојна измена во составот на Вардар со број 13 и 9. На клупа заменуваат Шопов и Монев. Се враќа во игра Волкановски и со број 6 за прв пат во игра Мартин Дамјановски. Момчето кое вчера со својата игра во одбраната му донесе пресврт на Вардаровиот тим, откако Шкуп имаше фантастично прво полувреме. Токму Дамјановски не реализира многу, само 5 поени, но велам со својот придонес и агресивна игра во одбраната, пополнувајќи ги празнините во рекетот пред се, помагајќи им на колегите, го донесе тој пресмрт и пласманот на Вардар во финалето. Мојата евиденција вели веќе 10 поен за Андреј Јордановски, а вкупно 26 за Работнички, кој во овие моменти практично 14-та минута ги има највисоките, плюс 17. Стојанов. Ајде, ке се видам да видам на статистиката при првата можност, кој е неговиот ефект на денешниот меч. Имаше голем број на обиди, овој пат конечно нешто корисно. Асистенција кон Волкановски, а овој ги бележи своите први поени. Вратене во игра во тимот на Работнички, првиот избор под кошевите и сега неспортска грешка, вели Милоевич, број 5, Иван Волкановски. Има две слободни фрлања и топка отстрана. Вардар го исполнува бонусот. Говорев веќе за Марко Анастасов, роден на 4 октомври 2000 година. Уште нема ова момче 17 години, а игра во конкуренцијата до 18. Вчера му не достасуваше само еден скок за да стигне до дабл-дабл учинок во полуфиналето против МЗТ. Имаше 9 скокови и 10 поени, згора на тоа и 2 асистенции. 28-11, повторно плюс 17 Работнички, можност да се оди на највисоки, 19, евентуално со тројка и 20. Сепак 19, по петиот поен на Делоски.
Дамјановски е вратен на клупа, на негово место одново во игра со број 13 Монев. Данило Монев е роден во Пробишти пак. И сега лична грешка во напад, лошо поставен блок. Реагира Дарко Ладуловиќ и Никола Велев. Втора лична за Монев. Тешко е да се игра на оваа годишна возраст, една ваква зонска поставеност, бидејќи треба кошаркарите прво да ја препознаваат играта на противникот, да го читаат на некој начин нападот, каде би одел следниот, наредниот пас до давање, за да се стигне на време. Физички треба да се биде многу подготвен, за да се покријат сите позиции. И би рекол, ова е преоптимистичка ваква поставеност во зонската одбрана на Вардар. Овој шут на Крстевски од предмалку не заврши со тројка, но многу често ќе гледаме токму такви удари за линијата 6.75. Ајде еве ситуација. За оно што ви го должев, реков при првиот прекин да погледам Стојанов 0-5 за 2, 0-3 за 3. Лошо, многу лошо. Јордановски. За сега тој најефикасен финалниот меч со 10 постигнати поени, 9 има Марко Анастасов. Деловски изблокиран, практично беше прочитен од противникот, а на истекот на нападот први поени за Славчо Темелковски. Тој вчера имаше дабл-дабл учинок од 11 поени, 10 скокови, и сега нова загубена топка, или подобро речено нова украдена топка на 14-ката Марко Анастасов, негов 11 поени, тайм-аут за Никола Велев. 34-11. 23 поени предност во финалето. Марко Анастасов. Само на брзина да погледам. Украдени топки, некаде е една, тука да се 2 или 3. Имаше ситуација по украдена топка во првиот период кога реализира 2+1. Ова беше втора негова во најмала рака, иако се уште на статистиката стои една. Добро, понекогаш и популарниот Марчело, еден од најдобрите статистичари во нашата земја. Може чат пати нему да нему е денот. Одиме со на преворот. Вечер едни спомирани Шопов, а ново промашување тоа за 3 за Филип Ѓоревски. Една тројка од 7 удари имаат вардарци. Брилјантно. Влез
Во полна снага. Асистенција правовремена. Релација Крстевски со Анастасов. И ќе имаат нов напад кошаркарите од Градски парк. Сега со пресинг на цел терен, практично е вид на зонски пресинг. Овој пат ефтино продадена топка, но невозможно. Невозможно. Какво само сега промашување на Ѓорги Милошевски. Вчера брилијантен, најдобар поединок практично во двата полуфинални ме превари беше Ѓорги Милошевски. 19 поени, 13 скока, 6 асистенции, 7 украдени топки имаше ова момче со број 8 во белдрес на Вардар. Денеска само една тројка. Единствената кај Вардар. Една има и Работнички. Пети поен за Дамјан Крстевски. На 30 овој месец ке наполни точно 18 години. Вака се отвара контра. Вака се отвара контра, но штета што те Мелковски не успеа тоа да го круниса со кош, иако помалку несвојствено центарот истрче еден таков добар контранапад, но очигледно дека Горан Ѓоргиевски добро пред се физички ја спремил екипата. Без респект кон противникот. Дамјановски изблокиран од Крстевски. Голема пукнатина во рекетот на Вардар го забележа тоа десетката Митевски. Број 6 лична грешка Мартин Дамјановски, втора. Токму Дамјановски оди на клупа. На клупа и Волкановски, во игра Божиновски со број 11 и со број 23 Филип Ѓоревски. Темелковски оди на клупа кај Работнички, а во игра се враќа Антонија Ѓоргиевски. Две слободни фрлања за Максим Митревски. Вчера имаше солидна минутажа, но заврши со само еден постигнат поен. Максим Митревски одише имаше и 7 скокови. Изгубија некако самодоверба, иако на вчерашниот меч во второто полувреме против Скупи Вардар си ги красеше самодовербата во шутот од дистанца. Денеска очигледно е дека немаат истата таа самодоверба. Да, ако се нема самодоверба, тогаш тешко ќе се погоди и од половина метара, а не пак од 7,5-8 метри. Митевски мораше да бие вака со звукот на сирената. 90 секунди до крајот. Плюс 28. Во првата четвртина 7, во првата 4, во втората само 7 постигнати поени за Вардар. Филип Ѓоревски изнеди лична грешка.
Роден во Битола, Ѓоревски на поширокиот список на селекторот Кочов за репрезентацијата до 18 години. Нико член на спортската академија во Скопје. Вчера 10 поени, 5 асистенции до сега во финалето. Со овој поен вкупно 3. Конечно Вардарци ја прекинуваат низата на Работнички, која изнесуваше 13-0. 39-12 е резултатот. Крстевски. Има изолација на левата страна. Нели Школски ќе да е оттаму да се оди со положување со левата рака, и тоа е една од причините поради која Крстевски не успеа да реализира. Фаулот е долу. Број 2 е тоа за Антонио Ѓоргиевски. Има веднаш измена. Сепак пред фаул за Ѓоргиевски. Покажуваат на записничката маса, затоа реагира тренерот на Работнички. На негово место Никола Крстич со број 6. Утре Крстич ке наполни 18 години, ќе биде полнолетен. И овој обид за 3 не минува од страна на Милошевски, а таму при обид да затвори скок на противник, Андреа Деловски се послужил со рака. Ќе биде тоа уфрлање од страна, бидејќи дури сега Работнички влегува во бонус. 40 секунди и 2 десетинки до крајот на полувремето. Опомени за Роберт Стојанов кај Вардар и за Никола Крстич, кој предмалку влезе во игра од судијата Феревски, да биде коректно се. А постојано е така во младинската конкуренција, барем што се однесува до децата долу на паркетот, без разлика која генерација иде игра. Не е дека нема проблеми, како и во сите останати спортови, но велам кај децата долу на паркетот е се коректно. Олично, Божиновски краде, има 3-1 ситуација, обид за Цепелини, сега какво промашување на Монев. Божиновски убава замисли имаше, но Монев успева да реализира, тоа го казнува Крстевски со својот 7-ми поен. 41-29, Згоранато е изблокиран за 3 Крстевски и токму со овој резултат 41-12, 29 разлика по само 20 минути игра или по само едно полувреме го добиваат овој финален дуел кошаркарите на Работнички против нивните врсници од Вардар. По вообичаената пауза, почитувани гледачи, од 10 на 15 минути одново со слика во спортскиот центар Кале. Во очекување сме на стартот на второто полувреме од финалниот надпревар на државниот кошаркарски шампионат на Македонија за играчи до 18 години, јуниорска конкуренција.
Втор директен пренос од завршните турнири во младинска конкуренција на домашниот кошаркарски шампионат на фреквенцијата на Сител 3 телевизија во соработка со Македонската кошаркарска федерација. Ке ги има уште во наредните 4 дена, 5. Се надеваме дека ќе успееме да најдеме и време и термин да ги успееме и девојчињата до 16 години, па да го заговоручиме на некој начин овој 10-дневен мак баскет празник со девојките, кој впрочем и го отворија. Го отворија сениорките со меѓународниот турнир по 3-годишна пауза. Продолжуваат младинците, а први се овие до 18 години кои ги гледаме. А по 20 минути игра Работнички има убедлива предност. Само да видиме кому е судена ручната грешка на Филип Ѓоревски. Мојата евиденција вели дека е тоа втора за Ѓоревски. Убедлива предност има Работнички од 29 поени разлика. Го доби првиот период тимот од Градски парк со 24. Во вториот резултатот беше 21-8. Игра пред се одлично, агресивно во одбраната. Гостите од Градски парк и од таму во ова 21 минута и највисоки плюс 30. Вчера славија со 39 против МЗТ Скопје аеродром во полуфиналето. Резултатот беше 98-60. Јордановски за 3, неуспешен, шутира лошо денеска, 4-0. Тој, неговиот тим, 1 од 15. Единствено Андреа Деловски, играчот со број 9, кој во моментов не е во игра кај Работнички, и Ѓорги Милошевски, играчот со број 8 во бел дрес, се двајцата кои постигнаа по една тројка. 4-0 шутира и Дамјан Крстевски. Четврти поен за Никола Шопов. Јордановски, добар проток на топката и заглави некако. Убаво се движат брзо кошаркарите на Работнички и доаѓаат во ситуација од која Дамјан Крстевски конечно во својот пети обид реализира тројка. Негов 8ми поен. Стојанов за 3. Ова тројка и за него. Прв кош за Стојанов. Втора тројка за Вардар. 45-17. Јордановски сам за 3. Погодува, ако во првото полувреме двата тима по само една реализирана тројка, еве во вториот дел нешто подобар шут од дистанца за Јордановски, 13 поен. Се чини дека критиките кои ги убатив на адреса на Роберт Стојанов во првото полувреме, кој го заврши стартерот на Работнички без постигнат кош, допре и до него. Та ете, успеа да врзе 5 поени во низа, а 6 во низа за Јордановски. Негова втора тројка. Сега ревија на удари од дистанца. Нешто што го немаше во првото полувреме, а ова беше несилното оружје со кое Работнички ја оствари високата предност. Во контранапад во првиот дел Работнички имаше дури 14 поени, а Вардар ниту еден. Четврти поен беше тоа за Митевски. Филип Ѓоревски за 3. Чекор на назад, погодува.
Негов шести кош. Се изборија домакините за нов напад. А еве нова тројка за Стојанов. 8 поен. Реагира Горан Георгиевски, тренерот на Работнички со измена, го повлекува од игра Марко Анастасовски, кој беше неефикасен во првото полувреме, 113 поени во игра, на негово место со број 9 Деловски. Лична грешка број 3 треба да е тоа за Ѓорѓие Милошевски. Педесет и 3-25. И успеа Милошевски да го принуди противникот да исфили топката во аут. Нешто поагресивно на стартот на второто полувреме. Кошаркарите на Никола Велев. Но добро во одбраната Андреј Јордановски. И оди уште еднаш во транзиција која сепак нема да биде завршена до крај. Темелковски. Веднаш удвоен. Темелковски Славчо не успева на втор обрач. Добра беше идејата, но без реализација. Може би малку себично. Ѓоревски овој пат имаше ситуација Стојанов на наследна средина, но добра игра во одбраната на спротивната страна и еве нова можност. Има нов обид за 3, непрецизен на Милошевски. Тайм-аут бара Горан Георгиевски. По 3 тројки во овој период кошаркарите на овата тима. Едните има 4, другите има 5 обиди, за разлика од првиот дел во кој и двете екипи реализираа по една тројка, Работнички од 14, Вардар од 12 обиди. Но првенствено подсетам уште еднаш резултатската предност тимот од Градски парк ја создаде благодарение на отличната игра во одбраната и реализацијата во контранападите. По кој реализира Работнички 14 поени, а ниту еден кош не имаше Вардар од контранапад во првото полувреме. Заврши минутата одмор. Тешко, спарно, вруќо во спортскиот центар Кале, кој е исполнет не до последното место, туку и повеќе од тоа. Забележен и поголема група на родители кои се таму на излезот од салата. Еве чиста ситуација за 3 во корист тоа Дамјан Крстевски. Втора тројка, 9 поен. 5-20 Работнички шутира.
Еве нова ситуација за 3 и нова тројка. Неверојатно. 6 поен е тоа за Ѓорги Милошевски. Вчера имаше 19 поени ова момче. Со третата лична грешка на Ѓорги Милошевски влегува во бонус тимот на Вардар. Во второ полувреме Работнички има само еден фаул. Останува на една тројка. Деловски. Милошевски. Добро решение, но без реализација од неговиот соиграч со број 13 Монев. Вчера Монев 6 тројки од 11 удари вечерва, 0-4, само 2 поени во првата четвртина. Ништо повеќе од тоа. Ево беше добро одиграно. Некако заспаа да се вратат назад кошаркарите на Работнички. Ѓорески го постигнува 8-миот поен. Далеку поангажиран и поагресивна игра во одбраната која носи резултат за играчите на Работнички, за играчите на Вардар. Ева уште една тројка, трета за Милошевски. Сите поени Ѓорги Милошевски ги постигна заднијата 6:75. И нова загубена топка. Милошевски 3-1 ситуација која моја да се реализира и се реализира. Монев четврти негов поен. И сега каква серија на тимот на Вардар од 10-0. По водството 56-25 Вардар прави на брзина 10-0. Но се уште е тоа висока, убедлива предност од 19 поени разлика. Во еден момент изнесуваше и 34 коша предност. 53-19 беше резултатот. И ако земете од тогаш наваму, освен онаа тројка на Крстевски, тоа беше последниот кош кој го постигна тимот од Градски парк, кошаркарите на Вардар успеа да уфрлат дури 16 поени. Остануваат при таквата агресивна игра и носи уште еднаш резултат сето тоа, бидејќи чекори направи Марко Анастасов. Може уште малку од ова висока предност да биде намалена. Еве чиста ситуација за 3. Мора да оди пас горе. И мислам дека е задоснет и сега наседна Јордановски во вид да изблокира. Добро се познаваат, беа доскоро тимски играчи, бидејќи реков Андреј Јордановски, играчот со број 4, беше составен дел од Вардар до пред некое време, а во Вардар дојде како дете на Феникс 2010. Стојанов.
И ова е одлично одиграно. Ова е одлично одиграно. Добра промена на ритам, добра промена на правец. Силно, агресивно кон кошот. 9 поен беше тоа за Шопов, но греши Стојанов. И еве сега ситуација за 3 на спротивната страна во вистински миг. 3 тројки во оваа четвртина. Врзува Дамјан Крстевски. А сега за двајца кошаркари техничка грешка, број 9. Кај Работнички, Андреа Делоски и Роберт Стојанов со број 3. Мислам дека беа овајцата и опоменати во еден наврат. Оде на клупа Темелковски, на негово место Антонио Ѓоргиевски. Има можност да стигне до 5-16, Кошане направија 2 грешки, Вардаровци еве одново 22 плюс обид за 3, е тоа краток на Филип Ѓоревски. Останува на што е тука? Ајде се навртам на оној мој муевет од пред малку, дека ова е дел од 10-дневната програма. По кошаркарките во јуниорска конкуренција кој изминатиот викенд ги поделија трофеите, а таму најдобро беше екипата на Бадел. Ќе остане само уште еден завршен турнир во женска конкуренција, тоа предстојниот викенд за кадетките до 16 години. Мажите, реков, веќе говоре во преносот, младинците до 20 години титулата е освои Вардар. Во финалето подобар од Работнички. Ова е финалниот меч во јуниорска конкуренција до 18 години. А утре и задутре во спортскиот центар Јане Сандански ќе се игра завршницата до 14 години. Тоа не е најмладата годишна возраст, бидејќи најмладите, оние до 12 години, пред недела дена го одиграа својот завршен турнир МЗТ. Коси трофеот пред Дино Баскет од Кочани, а трет беше составот на Партизан Горно Санско. Поените на Јордановски ќе важат, покажуваат судиите. Тоа е вкупно 61 за Работнички, 61, 37. Реков утре и заутре на превари во Јане Сандански, генерација 2003, а четврток и петок завршува младинската конкуренција со финалниот турнир за играчи родени 2001 и помлади, или популарната генерација М16. Тоа се кадетите. Ѓорѓе Милошевски, кој пред малку постигна поен, е првиот кај Вардар кој има двоцифрен број на постигнати кошеви, 11. Прави сега и лична грешка. Мојата евиденција вели четврти фаул, така и ќе биде.
и на овој статистиката. А бога ми и на семафорот би требало, иако еден дел не се гледа. Две слободни фрлања за Андреј Јордановски. Беше дел од селекцијата која играше на Европското првенство 2016 година, а е потенцијален репрезентативец и до 18 години. Иако Андреј е роден 2000 година. Заврши 20 секунди од овој период. Еве чиста ситуација за 3. Кратко е тоа од страна на Георгиевски. А има лична грешка. Број 8. Дамјан Крстевски. Не е во бонус работнички, иако има 10 секунди до крајот на третиот период. За Георгиевски четврти фаул. Тој првиот играч со 4 лични грешки. Ето колку сега има фаул, има 2 слободни фрлања. Ова е тежок елемент во кошарката. Се обиде со број 23 Филип Ѓоревски и безуспешно завршува оваа четвртина, која добива екипата на работнички, односно на Вардар, се извинувам, 27-21, откако првите две убедливо ги доби работнички. Првата со 24, втората 21-18, има 29 на полувремето, има и 34 разлика во 23-та, четвртата минута од мечот, 59-19, а во завршните 10 работнички ќе влезе со предност од 63-39. Последниот период ќе го започнат играчите на Вардар. Било вистинско чудо доколку успеат да надополнат на ваква голема негатива од 23 поени разлика. Имајќи во предвид како одигра во првото полувреме, далеку под нивото на учесник на Final Four турнирот, а не пак финалист, само 12 поени во едно полувреме. Тоа е катастрофа, но во третиот период беа подобри, 27-21. И ете, зашто говорам постојано. Играч се станува со ангажман во одбраната. Не се битни момци поените, поените доаѓаат сами по себе, иако само со таква филозофија на прифаќање на кошаркарската игра се влезе во неа, се тренира напорно, максимално, со многу одрекување и така натаму, може да се стане врвен кошаркар. Сега големо промашување имаше Анастасовски по асистенцијата на Јорданов, а тројка постигнува Роберт Стојанов. Го немаше никаде во првата четвртина, во првите две четвртини, без поени. Во второто полувреме 3 тројки, вкупно 11 поени за Стојанов. Округло 20 негатива. Јордановски.
Dobro je poznala ova Sala Jordanovski. Treba to da je 21. koš za Jordanovski. Кристијан Милошевиќ со број 13, ево игра кај работнички. Поени немаше, но има лична грешка за 12-ката Георгиевски. Ако е точна мојата евиденција, убеден сум дека е, ова е пети фаул, така е, за 12-ката на работнички Георгиевски, кој средбата завршува со 2 постигнати поени и 5 скокови. На 2 пати ефикасен Георги Милошевски, 13 негови поени. Малку фалеше да биде украдена освоена топка од Монев. А сега нема реализација за 3 од страна на Крстевски. Во третата четвртина имаше 5-3 во ударите за 3. Купно 10-3 сега. Чекор. Тоа е нерешителност. Тоа е нерешителност. Имаше ситуација да се упати удар. Се реши на влез и во тоа брзање се прави грешка. Ке фатат одреден ритм играчите на Вардар и потоа со низа на грешки му дозволуваат на тимот на работнички континуирано да ја одржува предноста, 20 и нешто разлика, во случајот точно 20. Темелковски. Утроен е Темелковски и во најмала рака, тоа сакам да го кажам, 5 секунди. Толку е дозволено да се држи топката во посед, во раце. Може би Монев се обиде да изнуди лична грешка, но сепак преискусен е Маријан Мицевски да наседне на таква провокација до овие млади момци. И добро е кога арбитрите од првата листа ја делат правдата на овие мечи, но мислам дека треба и многу почесто да се случува тоа во текот на сезоната, па оние помладите кошаркарски суди или оние кои допрма започнуваат со таа, ајде да кажам, професија, да се занимаваат, има од кого да научат. Монев настојчив, иако промаши удар за 3, сега промашување и на Ѓоревски. Монев 0-5 денеска за 3. Вчера 6 од 11 во полуфиналето против Шкупи. Сега Темелковски, топката му падна в раце. Полог период без постигнат кош и на едната и на другата страна и сега тоа го прекинува Милошевиќ со првите поени. Пред 2 години дојде од екипата на Квиско баскет во градски парк во тимот на работнички. 66-44. Само име кому е оваа лична грешка. 8-9, двајца кошаркари. Еден крајдук, Мицевски вели број 9. Тоа е Деоски. Негов 4-ти фаул во овој финален меч.
a 12. поен за Роберт Стоянов. Во напад ќе биде Вардар. Нова загубена топка кај тимот на Работнички. Вкупно 18-та. Во првото полувреме Вардар се има повеќе загубени топки. Во второто е обратна ситуацијата. Стојанов извлекува надвор за 3. Тројка прва на Шопов, негов 9-ти кош воопшти. Прв обид беше тоа на Шопов за 3. Лична грешка број 4 за Роберт Стојанов. Плюс 17 води Работнички. Јордановски удвоен. Малку не стасуваше да ја загуби топката, имаше потоа право да игра со неја, да прави дриблинг и сега со офанзивен скок типов на Славчо Темелковски. Петти поен за Темелковски, 68-49. 5,5 минути до крајот. Тешко дека ќе заврши овој меч до терминот од 10 часот, може би 5-6 минути подосна. Не успева да реализира за 3. Тоа беше Милошевски, а судијата Феревски вели неспортски фаул од број 11. Има две слободни фрлања за Дамјан Крстевски, а потоа и топка острана за неговиот тим. Карактерно е добро кога не сакате да се предадете, тоа е апсолутно право на секој еден спортист и таков карактер ги краси само најдобрите во светот на спортот. Но тој карактер е и водулка на некој начин за подосна и во другите сегменти од животот, чекори се тоа. Во другите велам сегменти во животот, без разлика дали во иднина ќе продолжите спортската кариера. Едноставно спортистите го бираат секогаш потешкиот пат да се реши било кој проблем во животот на професионален, приватен план. Не ги заобиколуваат проблемите и мислам дека со еден таков однос треба буквално сите кошаркарски, па и спортски воопшто стручници во државава, тренери, со таков пристап и приот во младите категории да градат позитивни личности за општеството и државата. Ова не случајно го споменав, бидејќи разликата е 19 поени за Работнички. Така ќе остане и по овој обид за 3. Чекори, вели Феревски. На 4,5 минути до крајот. Се борат колку што можат вардарци да ја достигнат негативата, што мене лично ме бендисува. Јоан Божиновски. Мислам дека заслужи многу поголема минутажа. Иако подсетувам уште еднаш, Божиновски е роден 2000-та година. Дали беше тоа обид за 3 или за 2, не успеа да забележам од ова коментаторска позиција. Јордановски против Георгиевски. Јордановски уште 3 секунди за овој напад, мора да ступат удар и ова е веќе досна.
Добар влез беше тоа, без завршница за жал на Филип Георгиевски, кој ја заработува четвртата лична грешка. Битолчанецот во финалето до сега 8 постигнати поени. Мерни на клупата на Вардар. Чеквари. Како да подзаборавија на Иван Волкановски, беше стартер, највисокиот кошаркар во овата тима. Окруженецот со 205 сантиметри во редовите на Вардар. Играше во првото полувреме, постигна 2 поени, имаше 2 лични грешки и не знам, во вториот дел воопшто не влезе во игра. Вчера против Шкупи имаше дабл-дабл учинок од 16 поени и 13 скока. Точно 3 минути до крајот. Работнички води со 70-51. Јордановски за 3. Големо е тоа промашување на Андреј Јордановски. Топка за Работнички. Серија на добри дриблинзи, но на крајот без завршница. И мислам дека ќе биде повлечен на клупа. Така е. Ќе остане на клупа по тајм-аутот кој го побара Георгиевски. 2:40 до крајот. Убедливи 19 предност за Работнички. Практично јуниорите на тимот од Градски парк ќе се реваншираат на Вардаровиот колектив, на нивните врстници од Вардар за поразот кој го претрпеа младинците на Работнички, селекцијата до 20 години, која во финалето беше поразена од кошаркарите на Вардар. Еден од најстарите колективи во нашава земја е Вардар, кој прослави своето 70 годишно постоење. На друга страна пак е најтрофејниот колектив во Република Македонија, Работнички. Вардарци ќе има свој представник и утре во полуфиналето на пионерската конкуренција ќе се сретнат против Феникс во вториот полуфинален мач од 20 часот. Во првиот МЗЧ Скопје ќе игра против Партизан Водно Санс, клуб кој пак ќе има две своји екипи на Final Four турнирот за играчи до 16 години. Оние родени 2002 година ќе играат против Феникс во полуфиналето, а оние родени 2001 за противник ќе имаат екипата на Вардар. Два и 13 до крајот, резултатот не променет. Работнички 70, Вардар 51. Божиновски, добра асистенција на Божиновски. Има две слободни фрлања за Никола Шопов. Вчера 15 поени, 7 скокови. Денеска 11 поени за Шопов и одново 7 скокови. Скоро на тоа и една асистенција. Лани настапуваше на Европското првенство за играчи до 18 години, чиј домакин беше нашиот главен град, содржа во Скопје. А имаше Шопов настап минатата сезона и во првиот тим на Вардар, сениорскиот, практично, кој беше составен дел од прволигашката конкуренција, која ја напушти по само една сезона игра. 2 минути до крајот. На истекот на тие 2 минути Вардар останува без Ѓорги Милошевски, кој поради 5 фаули мора да се пресели на клупата, а средбата да ја заврши
со 13 поени и 7 скокови, односно 3 скокови и асистенции. Петнаесети кош за Марко Анастасов. 72, 52. Округло при 20. И задосните овој финиш. Одлично. Без пуштање на топката, одговор како да се префрли или да се нападне. Агресивна пресинг одбрана. Нема потреба од дриблинзи и комплицирање. Дел од абецедата во кошаркарскиот спорт. Сега тојката ќе важи, ќе има и дополнително слободно фрлање. Ево да се случеше пред 10 минути, може би ќе дадеше дополнителен елан во Вардаровите редови. Само да забележам, четврта е тоа тројка за Роберт Стојанов. Велам да се случеше пред 10 минути или на стартот на последниот период, ќе беше сигурно многу понеизвестно. Вака на 60 секунди до крајот, при водство на Работнички од 76-58. Ситуацијата околу шампионот е решена. Останува само да видиме со кој конечен резултат ќе заврши овој меч, во кој тимот на Работнички и дефинитивно ќе го понесе приметот шампион во јуниорска конкуренција пред Вардар, пред третопласираниот Шкупи и екипата пред третопласираниот МЗТ и четврторангираниот Шкупи. За крај, атрактивно да ја потврди доминацијата на својот тим, па ако сакате и за себе. 19-ти поен на Марко Анастасовски, еден од најдобрите поединци на овој меч. Тоа ќе биде конечниот резултат. 78-60. Јуниорите на Работнички стигнуваат до шампионскиот трофеј. Со убедливиот триумф од 78-60. Целата работа ја завршија практично во првите два периоди, кога на противникот му дозволија да постигне само 12 поени. Во првата четвртина Работнички уфрли 20, Вардар само 4. Во втората Работнички придодаде 21, Вардар само 8. Па на полувремето Работнички имаше плюс 29, 41-12. Успеа нешто да намалат од таа предност играчите на Вардар во третиот период, па и во четвртиот. На крај завршуваат со негатива од 28 разлика. Тренерот Георгиевски заедно со останатите момци во црвени дресови отпоздравуваат на координаторот во младинска конкуренција кај составот на Работнички Тодор Гечевски. Го се забележувате легендарниот Тоше. Има што да советува во секој случај. Почитувани гледачи, со оглед на тоа дека веќе одземавме 4-5 минути од времето предвидено за емисијата на колегата Јанко Јуковски. Тука негде ќе се одјавиме со напомена дека утре, задутре, позадутре, во наредните 4 дена пак ќе гледаме младинска кошарка. Утре полуфинале генерација 2003 или М14 во 17:30 МЗТ Скопје Аеродром против Партизан Водно Санс, во 20 часот Феникс 2010 против Вардар. Тоа се двојките. Следете не на фреквенцијата на Сител 3 телевизија, а медалите ќе ги проследите во утрешното издание на Сителовите спортски вести.